Нова тема, која што е актуелна, за која што секако треба да се говори, бидејќи не правиме компромиси кога станува збор за децата. Во време на екрани, брзи диагнози и зголемен притисок, менталното здравје на децата е некако нешто што секако треба гласно да го дискутираме. Ке кажеме дека летото е период во годината кога децата се слободни и кога многу повеќе внимание посветуваат и на телефоните, и на компјутерите и телевизорите, но статистиките не демантираат во ова, бидејќи сите анализи пак кажуваат дека во текот на целата година апсолутно нема разлика во обемот на користење на уредите. Колку и како тоа се одразува на концентрацијата, говорот или учењето? Дали децата растат во поинаква ментална средина од онаа во која што сме растеле ние пред 30 години и која патем улогата на педиатрите и на детските психијатри во препознавањето на физичките и развојни сигнали, патем пред кои се исправени и родителите во секојдневието со своите деца. Ова е темата на која што наредниве минути разговараме со моите соговорници. Велам добро утро за доктор Билјана Гагачовска, субспецијалист по детска и адолесцентна психијатрија. Добро утро, доктор Билјана, и добре ни дојдовте. Заедно со неа доктор специјалист Ангелчо Андоновски од Заводот за ментално здравје и младост. Добре ни дојдовте. Ајде ќе започнеме, иако пред нас секогаш даваме на дамата, но за да направиме своевиден вовед во целата тема ќе започнам, доктор Ангелчо, со вас. За екранизмот многу пати ни доаѓате овде во студиото 3 на МТВ, разговараме токму на оваа тема, но исто така фера да кажеме дека се почесто ние родителите забележуваме промена во однесувањето на децата, која што е тесно поврзана од изложеноста на екраните. Какви симптоми се оние симптоми кои што укажуваат на промена во однесувањето? Што треба да забележиме? Апсолутно дека постојаното појавување по медиуми, поготово од стручни лица во врска со оваа работа е многу битно и есенцијално потребно, поготово ако зборуваме за реалноста и реалноста што се случува од овој проблем. Епидемија ни се случува на екранизам, се уште таа диагноза воопшто не е воведена од страна на Светската здравствена организација, но последиците ги трпи целиот свет. Ги трпат родителите, ги трпат вработените кои што работат со децата, па и ние нормално лекарите кои што мораме да помогнеме и да одговориме на овој многу голем проблем. Ќе кажам следно, дека ова епидемија се случува многу поодавна, но рефлексијата од целото случување во врска со користењето на екраните, на таа сина светлина, кој што навистина се докажа дека е огромен проблем за целото општество, не само за децата, туку веќе и за возрастните. Ќе говорам дека проблемите се повеќе видливи од проблеми со појава и проблеми со појава на говорот, значи децата веќе доцнат со говорот, проблемите со појавата на псевдоаутизмот, со појавата на АДХД-то и со појавата на фокусот, концентрацијата и вниманието кои што се отсутни во овој период, проблемите со учењето, значи се множествени и се случуваат и на нас не се реалност. Една од големите проблеми кои што ние како симптоматологија ги имаме и ги наброев во нашиот почетоков на нашиот разговор е дека ние навистина треба да се освестиме и да се почувствуваме дека овој проблем е веќе реалност и дека ни се случува една епидемија дури на нас како една мала држава. Споменав уште во најавата дека денешните деца растат во поинаква ментална средина од оние пред 30 и 40 години и сега никој кој што не гледа во моментов ќе каже па не можете да правите споредба бидејќи апсолутно друго време е, но ме интересира во однос на развојот на детето. Она кое што растело во 70-тите и она кое што расте денеска 2025-та. Компарација навистина не може да се направи, погубни се и сите оние состојби кои што ги согледуваме. Јас ќе кажам дека поготово во користењето на екраните, ако 97 година дојде до појава на проектот Baby Einstein, тоест да може да преку екран се учат одредени содржини, ба дури да се развива говорот, американците биле напреднати, но тие го воведуваат самата појава на екранизмот и воведување на сите проблеми кои што следуваат од тоа. И нашето време во 97 и сегашното се многу диаметрално различни. Поготово поради проблемите кај што отсуството на социализација, појавата на многу проблеми кои што навистина
да не засегаат како на развојното ниво, така и на нивото на случувањата кои што треба да ја следат таа развојна скала. Ние можеме да кажеме дека двете времиња не се компарираат. Едно е време кога што имаше многу голема асоциација, социализација и убавина во дружењето и движењето, а сега веќе тоа отсуства. Луѓето се затворени и можат да ги направат сите тие проблеми. Сакам да го слушнам и вашето мислење, доктор Билјана. Да, во право е колегата дека не може да компарираме по однос на технологија и темпо на живот, но она кое што е многу различно и кое што недостасува во денешно време е таа човечка конекција. Имате во предвид дека во 50-тите, 60-тите, 70-тите или во моје време во 80-тите години кога расте, имаше човечка конекција и поврзаност, и една друга динамика на емоцијата која што се појавуваше. Тука екраните го одземаат она чувство на припадност и прифаќање и растење со една емоција, со една комуникација. Ние во моментот живееме во дигитален свет, каде што на некој начин темпото на вештачката интелигенција паралелно го среди и развојот на новите генерации кои што во тој контекст се развиваат, имајќи во предвид дека не само вниманието, не само концентрацијата, не само говорот, имаме проблеми со развивањето на емоциите, со развивањето на социјалната припадност, со препознавањето на сите тие динамики кои што се случуваат и затоа доаѓаме во едно општество какво што се наоѓаме денес. Екранизмот исто така познат и како дигитален аутизам и многу од родителите, особено модерните родители кои што го користат и Google како извор на информација, не може да ги препознаат разликите во однос на симптомите, но истите постојат. Кои се? Колегата или јас? Ако сакате, значи вака, аутизмот е невроразвојно нарушување кое што се забележува од самото раѓање, постои од самото раѓање, има биолошки основи. Додека дигиталниот аутизам, како што се нарекува популарно, е нарушување кое што е стекнато, кое што е предизвикано и е функционално нарушување. Значи тука кога би се отстранила причината, односно кога ќе се отстрани екранот како примарен предизвикувач на некој начин на симптомите, доаѓа до подобрување, до враќање на стекнатите функции, на функциите за кои што постои капацитет да се развијат и да се стекнат. Додека пак кај невроразвојните нарушувања со отстранување на екранот доаѓа до подобрување, но не до целосно исчезнување на симптомите. Но за жал, користењето на екрани предизвикува појава на едни нови расстройства, да ги наречам, кои што личат, симулираат и веќе децата функционираат како да се со биолошко невроразвојно расстройство. Го спомена АДХД, доктор Андоновски, колку целата оваа приказна е поврзана, условно кажано, и со синдромот на невнимание? АДХД како синдром на невнимание, да бидеме реални, екраните не предизвикуваат АДХД, но екраните ги влошуваат симптомите и функционирањето на АДХД од една страна, кај деца кои што имаат предиспозиција за да имаат АДХД, додека пак кај деца кои што невроразвојно имаат типичен развој, појавуваат она што го кажав симптоми кои што личат на АДХД, кои што се поврзани не само невнимание, концентрација, учење, туку оној момент на импулсивноста, бидејќи знаете, користењето на екраните ни дава брзата награда. Оној брз допамин со кој што детето се учи да не добива одложена награда, детето не се учи да се справува со фрустрациите. Користејќи го екранот, самото преку екранот, а и ние возрастните, го учиме дека веднаш сега и овде ги задоволуваме потребите на детето и произведуваме една генерација која што не може да се справи со фрустрациите, не може да се справи со досадата, не може да се справи со не може да научи да ги контролира импулсите и функционира на примално импулсно задоволување, кое што е многу голем проблем, дури би можела да кажам малце поголем од сите овие други параметри кои што постојано ги нагласуваме. И сега ако сме реални искрени, ќе бидејќи често зборуваме, па ние како раставме, ние многу поинако раставме, немавме ниту екрани, ниту телефони, ниту компјутери. Да ги имавме, ќе ги користевме апсолутно, но ги немавме и живеевме во такви услови во какви што живеевме. Колку е дозата? Што е нормално во целата оваа приказна? Колку, да речеме, на дневна основа е добро или оправдано да им дозволиме на децата да бидат пред екран? Пред малку и докторката точно потенцираше дека апсолутната абстиненција од екраните ќе е потребна ако видиме проблем кај некое дете. Светската здравствена организација дури и усвои
некакви си, да кажеме, временски рамки во кои што нели се поставуваат сите тие проблеми за да имаме исход нели и од третманот и од целиот спроведен протокол на третман кај овие деца кои што се појавува проблем со екранизмот и подоцна појавата на сите други што ги наведовме проблематики. А ќе кажам дека од 0 до 3 години е тотално забрането користење на било секаков вид на екран. Од 3 до 5 години се воведуваат едукативни содржини од типот на подпомош на некакви си развивање на одредени когнитивни способности, на делот од почетокот на говорот, врзувањето на зборовите, играта и песната. Од 5-та до 9-та година веќе се може да се дозволи околу 15 на минути и така натаму и така натаму. Но ќе кажеме едно многу пресудна работа дека секој пат користењето на екраните како што е пропишано треба да биде под надзор. Што кога штетата е веќе направена? Кога штетата е веќе направена, ние баш буквално препорачуваме појава на абстиненција, односно да се превземе абстиненција. Таму значи отсуство на екрани и ние не дозволуваме никаков вид користење на било каков екран. Како од друга страна да се справат родителите со реакцијата на децата откако ќе им ги земат екраните? Па тука веќе доаѓаме ние. Невроразвојните педијатри, педијатарот, детските психијатри, каде што една од нашите клучни улоги е, освен во препознавањето кога родителот или стручните служби ќе забележат некаков развоен проблем кај детето, не е нашата улога само да го процениме детето. Ние ја правиме проценката, но многу од нашата работа во тие први години е давањето на насоки како што едукација и поддршка на родителите, бидејќи да бидеме искрени, децата не доаѓаат со прирачник за употреба. Значи, секој дете е индивидуа само по себе, секој дете е различно. Детето е одговорност и обврска, а во денешното време многу малку време се наоѓа, значи темпото кое што го живееме. Зато тука ги учиме родителите како да го разберат детето и како да се справат, бидејќи тоа е еден процес кој што е многу тежок и за двете страни. Да, ние ги одземаме телефоните, препорачуваме да се одземат за доброто на детето кое пројавило проблем. Но од друга страна, јас би потенцирала и нешто друго. Во денешно време, каде што технологијата ни е десна рака, каде што ние не можеме да живееме без технологија, не можеш тотално да ги изолираш децата да не употребуваат телефон, бидејќи се соочуваме со еден друг проблем. Дете кое што не употребува телефон, дете кое што не ги познава екраните, кој што не ја знае технологијата, нема да се вклопи и да се интегрира во денешното општество и во сопственото окружување и со тоа ќе биде изолирано, ќе биде стигматизирано и ќе биде жртва на булинг. Затоа доаѓаме во една Sophie's Choice, значи каде што гледаме оптимална употреба и оптимална корисна употреба на екраните во својство на развојот на детето и потенцирање на капацитетите кои што веќе ги има. Колегата беше малце погруп, ние сме малце полабави во користењето кај здравите деца на екраните, но сепак она како што го потенцира, задолжително мора да биде под родителски надзор. До 12-та година родителот е тој кој што одлучува, па и после 12-та, но веќе во помала мера, кој што одлучува какви содржини треба и е потребно да гледа неговото дете. Доктор Андоновски, доктор Гагачевска прималку спомена кога ќе се случат веќе последиците стапуваат на сцена детските психијатри. Но ајде малку да проговориме и за улогата на педијатарот, колку тие може да ги забележат првите симптоми, колку тие треба да им укажат на родителите, бидејќи на крајот на денот улогата на педијатарот е да се грижи не само за физичкото, туку и за менталното здравје на детето. Точно. Воопшто, педијатарот е на првата линија на одбраната во овој случај, бидејќи секој пат родителите првично кој ќе се случи било каков проблем со нивното дете, кој секако се надевам дека го забележуваат, нели се јавуваат на педијатар. Кога ќе дојдат обично, тоа се проблеми дека имаме појава на отсуство на говор, тоа е алалијата, или имаме појава на повторување или ехолалија, нели нивното дете повторува сам, или па појава на билингвализам, каде што веќе англискиот јазик е присатен кај нас дури како мајчин јазик. Поради што го кажувам ова, дека родителот својот аларм го вклучува кога неговото дете нема да може да му се обрати за основните работи, или па ќе го фаќа за рака за да го тегне за да му покаже. Симптоматологијата од предмалку ја спомнав, ми можам да кажам дека прецизно ќе ја потврдиме дека навистина проблемите кои што ќе се јават
родителите ги перцепираат и доаѓаат се јавуваат на педијатарот. Педијатарот е првиот кој што ќе алармира до родителите да се превземат сите овие неопходни работи кои што ги издискутираме, тоест спроведување на еден вид на протокол на третман. Јас сум ригорозен кога станува збор кај тие деца кај што имаме појава, што и вие го нарековте дури дигитален аутизам, ја ќе кажам модерен, но есенцијално потребен израз да се спомне бидејќи како аларм треба да се вклучи кај родителите, дека таа плава светлина на вистина предизвикува појава на еден мост кој што е помеѓу псевдоаутизам и аутизам. Тие се тенки линии, сепак ќе кажам дека на вистина алармот треба да биде вклучен и дека треба родителите да се јавуваат се почесто веднаш кој ќе ги забележат првите проблеми кај своето дете. Ние нормално дека ќе кажам да со својот тим кој што е составен од логопед, дефектолог, педагог, психолог, го работиме сето тоа и нормално дека на некој начин спроведувајќи го протоколот тежнееме кон решавање на овој голем проблем. Подготвувајќи се за разговорот во текот на вчерашниот ден, мислата ми ја задржа ништо што изминатиот период го напишал американскиот писател Гленон Дойл и вели вака: кога им даваме на децата мобилни телефони, им ја крадеме досадата, како резултат на тоа добиваме генерација писатели кои никогаш нема да пишуваат, уметници кои никогаш нема да цртаат, готвачи кои никогаш нема да направат неред во кујната. Треба ли да се плашиме од ова како општество? Сега ние некако фокусот го ставаме на родителите, но треба ли сите како општество да имаме свој вид, се тука ве спомнувам и вас како стручњаци кои што треба да им укажат на родителите. Тие се многу често избунети како да се однесуваат и не знаат, па тоа го прават од едноставно немоќ. Видете, одземајќи ја досадата ја одземаме креативноста на една личност, бидејќи досадата е таа која што не мотивира да ја развиеме имагинацијата, досадата е таа која што не тера да пронајдеме начини како креативно ќе го пополниме времето. Не е тоа само со децата, ние децата само ги учиме. И едно разберете, децата има една поговорка која што вика: не слушај што ти кажувам, гледај што правам. А децата се тие кои што не гледаат нас возрастните, како ние функционираме и како ние нашата досада ја пополнуваме со, да бидеме искрени, дигитализација, бидејќи и ние возрастните не сме мобилните телефони. И ние возрастните не сме помалку изложени на екрани и ние возрастните, иако не сме растеле во тоа време кога телефоните ни биле достапни првично, ние сме растени во едно време кога телефоните се појавуваја паралелно со нашиот развиток, па станавме зависни. Така да креативноста, имагинацијата, она символичка игра, оној потенцијал што секој едно дете го носи, го убиваме преку давањето и пополнувањето на времето, бидејќи доаѓаме во ситуација каде што едноставно не бараме начини да правиме нешто. И доколку мотивиравме еден родител да го тргне екранот од своето дете, верувам дека денеска успеавме, но што по 2 часа откако ќе го тргне екранот од своето дете? Како да си помогне себе, како да му помогне на детето, бидејќи реалните проблеми тогаш настануваат, нели? Кажавме дека главен проблем кај сегашните деца е социализацијата. Отсутството на социализација ги носи кон тој циркулус витиозус, кон тој зачаран круг, тој затвореното негово ќоше, каде што тој се чувствува сигурен. Тоа е телефонот, тоа е екранот, тој таму ги препознава сите своји нови особини и си придава особини. Значи, тука доаѓа до промена на личност, која што исто така доктор Билјана може да го објасни во кратки црти, но сепак ќе кажам дека потребата од исклучување на телефонот и ќе ја потенцираме најпотребна. Бидејќи не само што ќе помогнат на нас во третманот и спроведување на протоколот, него ќе си помогнат на сопственото дете. Бидејќи се што правиме ние во животот го правиме за своите деца. Ние сме радосни ако нашите деца се здрави. Само тоа ќе го потенцирам за да го пренесам како гест до родителите ова што треба да се случува и требаше да се случи многу порано кај нас. И почесто да говориме на тема. Јас би се надоврзала само за кратко. Имајќи во предвид отсуството на телефонот е повеќе време поминато со сопственото дете. Да, зборуваме цело време за говорот, зборуваме за развојот на вештините, но да не го заборавиме оној многу важен момент поврзувањето со децата и учењето на начинот на кој што децата се поврзуваат со другите личности и моментот на социализација, бидејќи оставај го детето со телефонот, ние не го учиме да ствара квалитетни релации
со другите личности и тука доаѓаме во оној свет каде што ја немаме меѓучовечката комуникација. Значи, одземајќи го телефонот, не имаме време да разговараме со децата, да поминуваме квалитетни и да чувствуваме емоции и да научиме како да се социализираат преку ние, така и децата со другите деца. Тоа е суштината, се чини во ова брзо време, да заборавивме и на социализацијата, и на комуникацијата, и на емоцијата. Па ајде да ги враќаме назад полека. Благодарам многу за гостувањето во утринската програма. Благодарам и вас.